Ова е втора презентација на правилникот за енергетска ефикасност за градежните објекти, кој што Советот на општина Карпош го усвои во почетокот на февруар месец, значи е во функција. Одзивот после првата презентација ни даде за право одзивот кај инвеститорите и проектантите, кои што се првата ниво и најмеродавно за примената на правилникот, бидејќи тие се тие кои што треба да почнат да размислуваат и проектираат на овој начин, сега и оврзно во општината Карпош, да ја направиме и ова втора презентација, значи очекуваме уште толкав голем број како што беше и на првата и се надеваме дека во оваа пракса која почна веќе имаме примери од реалната пракса, значи барањата кои што стигнуваат во општина Карпош не се со тенденција само да ја постигнат горната граница која ќе значи само задоволување на правото да добијат дозвола, него веќе значителен број од тие барања се борат со критериумите да постигнат уште повеќе од таа граница, значи да постигнат максимални уштеди, услови на заштеди кои ќе им овозможи и субвенција и уште што е добро да применуваат обновливи извори на енергија кои ќе значат исто по член 12 од правилникот субвенционирање на таквите градби. Значи ние сме на вистина задоволни од тоа што очекуваните три сегмента на овој проект, значи интересот кај инвеститорите, интересот кај граѓаните кои ќе живеат во објекти кои што ќе имаат многу помали давачки за енергија и понатаму и на крај интересот на општината дека сите такви нови објекти кои што ги градиме, реално сме го погодиле вистинскиот момент и сегмент со носењето на овој правилник во очекување дека државата конечно ќе се освести дека вакво нешто треба да биде законски регулирано во наредниот период, како и во сите европски држави кои што тоа го имаат до нивото на давање на сертификати на овие објекти.